почитувани новинари, почитувани граѓани, почитуван колега Михај. Добре дојдовте во Министерството за одбрана. Навистина ми е драго што можеме денеска да ја пречекаме оваа делегација од соседно Косово. Од последната посета на вашиот предходник како министер тогашен на косовските безбедносни сили во 2018 година, па до денес, нашите две земји се променија. И тоа се променија навистина на подобро. Ве пречекувам вас како министер за одбрана на соседна земја, која што успеа во изминатиот период да стане членка на НАТО, најмоćната воено-политичка алијанса, а во исто време да се представи како држава која што инвестира во регионалниот мир и безбедност, кој што е наш заеднички приоритет. Кон крајот на минатата година, Северна Македонија како НАТО членка започна и со своји сили да придонесува кон мисијата на Алијансата во Косово. Нашата заедничка мисија, и тука е целта која што ја споделуваме и со владата на Република Косово, е да обезбедиме безбедност и стабилност на целиот регион, безбедност и стабилност на Косово, да имаме навистина регион кој што ќе цели кон заедничка европска и евроатлантска иднина. Тоа е иднината која што ја посакувавме и за нашите граѓани, и тоа е иднината која што граѓаните во нашиот регион целосно ја заслужуваат. Затоа сакам да порачам дека во секој од овие процеси ги поддржувавме сите оние кои што се залагаат за мирен, стабилен и просперитетен регион. Северна Македонија го поддржа и го поддржува диалогот Приштина-Белград во насока на постигнување на договор со кој ќе се гарантира мирот, стабилноста, безбедноста и напредокот не само на двете земји, туку и на регионот во целина. Во исто време, на секое ниво, во сите регионални асоциации и организации дадовме целосна поддршка на политиката на отворени врати и се надеваме дека и со учеството на Република Косово регионот ќе биде со многу поотворен дух и со многу поголемо расположение да наоѓа решение за проблемите и да создава подобра иднина. Почитуван колега Михај, дел од нашите напори за развој и на билатералните одбранбени односи е децениската соработка во областа на военото образование. Ние во 2012 година навистина како гест на пријателство и добрососедство ја толкувавме одлуката дел од вашите кадри да ги образувате на нашата воена академија. Тоа беше гест на пријателство, но и гест на доверба кон нас. И досега на Воената академија се запиша 8 генерации на питомци, од кои 5 генерации веќе го завршија школувањето. Навистина ме радува што во моментов на академијата се школуваат 4 косовски питомци, од кои 3, сега читам, 3 биле млади девојки и амбициозни, така што честитам и за таа грижа. Како што слушнав од професорите на Воената академија во Скопје, станува збор за одлични студенти, посветени питомци на кои и ние сме горди, иако се тие ваши граѓани, и верувам дека ќе бидат гордости на вашите безбедносни сили. Денеска ми беше задоволство што додаваме дополнителни елементи во нашата билатерална соработка. Го подпишавме меморандумот за разбирање, кој упатува на поблиска и подсврста соработка во доменот на една битка која станува битка во која учествува целиот свет. Тоа е битката против лажните вести и дезинформациите. Ако во минатото единствениот непријател беше воена сила, сега информациите можат уште повеќе, дезинформациите може да го загрозат здравјето, може да ја загрозат безбедноста, може да го загрозат регионот. И затоа, навистина, очекувам дека со овој меморандум за разбирање и соработка во борбата против лажни вести и дезинформации, како и развојот на односите со јавност, ќе покажеме и добра регионална соработка, но и ќе си помогнеме на двете држави. Министерството за одбрана на Северна Македонија навистина со кредибилитет може да даде сериозна поддршка на областа, бидејќи веќе 2 години сме и во врвот на активната транспарентност во државата. За разлика од многу други држави каде што одбраната е
нетранспарентниот сектор. Во Северна Македонија Министерството за одбрана 2 години поред е најтранспарентната институција. Во истражувањата на Transparency International бевме рангирани на второ место во цела Централна и Источна Европа, далеку подобри од некои претходни земји членки на НАТО, па и на Европската Унија. И ние активната транспарентност навистина ја дефиниравме како инструмент за да се бориме против лажните вести. Честопати тоа не е доволно, меѓутоа покажавме дека јавноста има право да знае и дека само на тој начин можеме да бидеме еден чекор пред креаторите на лажните вести. Во Министерството веќе создадовме НАТО капацитет за реализација на обуките во делот на односи со јавност, а правиме и решителни чекори напред во создавање на посебен центар за борба против лажните вести и дезинформациите. Со овој меморандум ќе имаме специјално развиени курсеви за односи со јавноста и справување со дезинформации, кои што нема да ги користиме само ние, туку ќе бидат и за потребите на Министерството за одбрана на Република Косово, и тие ќе ги креира нашиот НАТО центар, регионалниот центар за односи со јавност, и еден од нив ќе биде реализиран тука во Скопје, а еден дел ќе биде реализиран во Косово. Логично е две соседни земји да си помагаат и да се поддржуваат, и ние и овој меморандум го гледаме како само еден чекор во развивање на побогата одбрамбена соработка. Очекувам дека следниот чекор ќе го направиме на почетокот на септември со заедничката седница на двете влади, и дека ќе испратиме пораката дека нашиот регион научил од своите грешки во минатото и дека со многу амбициозност, отворен, модерен, пријателски дух гледа кон нашите заеднички предизвици на целосна интеграција кон европските и евроатланските институции. Благодарам. Ви благодарам, министерке на Република Македонија, почитувана Шекеринска, Јанковска. Има почет да се сретнам со вас по прв пат во Турција, потоа по втор пат во Германија. Почестен сум да бидам тука во Македонија за да се координираме подобро меѓу двете министерства, двете армии и двете држави. Јас се чувствувам почитуван да бидам заедно со вас тука, бидејќи Република Македонија поминала многу фази која што Република Косово ќе треба да ги помине, како што се Partnership for Peace, А5, како и регионалната безбедност. И како што знаете, ние по прв пат сме пратиле наши сили во мировни операции. Тука зборуваме за една подобра координација, за да заеднички можеме да пратиме наши сили во мировни операции, за да допринесеме како во регионалната, така и во глобалната безбедност. Ние веруваме дека регионот го заслужува ова, бидејќи поминала многу тешки состојби. Значи, исто целиме како што Република Македонија, така и Република Косово, за целта ние да зборуваме исти јазик за една иста иднина во Европската Унија и во НАТО. Ние сме ангажирани плановите за да ги следиме и се заблагодаруваме на Република Македонија што ни дава поддршка како меѓу КФОР, но и во координација во иднина за регионалната безбедност. Ние зборувавме и за идната можност да се поддржуваме едни со други во случај на катастрофи, за да можеме да реагираме побрзо, и верувам дека промените во времето налага дека во иднина може да се соочиме со повеќе вакви феномени, така што на тој начин кога заедно ќе се
поддржуваме, ќе можеме полесно да ги поминеме. Така Косово е во секој момент да даде поддршка на Република Македонија доколку се појави таква потреба. Исто така ние потпишавме меморандум за разбирање за справување со лажните вести и ова е една нова битка која се случува секој ден и верувам дека со заедничка координација како и образование обуки ќе бидеме покоординирани и ќе допринесеме со вистински вести како што и јавноста заслушува, но и нашите држави. Јас уште еднаш се заблагодарувам на Министерката на одбрана за незиниот дочек и се надевам ќе имаме уште подобра координација, бидејќи нашата мисија и нашите амбиции се исти, евроинтеграција и ви благодарам уште едно